Почитувани присутни, почитувани медиуми, ви благодарам што дојдовте на оваа пресконференција. Ние, повеќе десетици македонски организации, вклучувајќи и нашите сонародници од Европа, Америка, Австралија и Канада, по трет пат сме принудени да се огласиме и преку пресконференција да го реактуализираме прашањето кое прераснува во проблем, кој во други околности би бил и би представувал редавна рутинска граѓанска должност. Досега испративме порака до надлежните, укажувајќи на реалноста во која се инсистира на попис, ги подвлековме документите според кои власта и институциите инсистираат да се изведе оваа сложена операција, и ја подвлековме акутната состојба во односот власт и народ, која е пример за градење на недоверба без преседан во историјата на човештвото. Да го повториме по трет пат обидот. Прво, како што прецизно објавивме на првата пресконференција, ние не бойкотираме. Ние се залагаме за одложување на пописот и наведовме и наведуваме сериозни аргументи поради кои сметаме дека попис сега е законски, здравствено и логично неодржлив. Второ, сите досегашни акции организирани од оваа власт, во кои се бара учество на граѓаните на Македонија, се без исклучок проблематични со растечка недоверба кај граѓаните. Не треба да сте многу упатен за да ви стане јасно дека таквите манифестации се однапред готови резултати, далеку пред да започнат како театарска представа за да се организира попис на населението, на имотите, квалитетот на живот, присутни и одсутни во Македонија, кои како се чувствува во туѓина и што се чувствува, и дали е тука или не е, особено да не се сгреши бројката на привилегираното малцинство, а потоа кои се бројките на другите второстепени народи и во исто време да организирате избори по општините за кои немате поим ни инструментариум за тоа, колкав е бројот на реалното гласачко тело, што пред се мора да биде точно попишано, да знаете колку се реални изборите, тоа за нас е потполно неразумно. Трето, да подсетиме, граѓанско-демократско право е да искажете собствено мислење и против дејствата и намерите на власта. Неразбирливи се сите закани и сеење на страв кога одлука за попис е поддржана и сите ние со децении бараме попис, но не смееме да дозволиме ризик за ваква операција во време на најголемото еколошко загадување на воздухот во историјата на светот, особено кога се повеќе сме сигурни дека власта не е способна да управува со овој кијамет од ковиди кои се множат секојдневно. Особено кога се што не е владин службеник отворено и континуирано укажува на недостатоци во подготовката на пописот од секаков вид. И, да не заборавиме, оние кои имаат углед и резултати од углед во правото тврдат дека попис во време на пандемија е кривично дело. И да не заборавиме, доколку можеме да веруваме на изјавите како поединец кој ја врши председателската функција пред воопшто да почне пописот изјавува дека го знае исходот. Дезинформација. Ова именка се користи како преведена и на македонски можеме да ја чуеме како лажни вести. Ова многу често се повторува преку средствата за јавно информирање и без исклучок се однесува на се друго освен на изјавите на власта. Да направиме само рудиментарен археолошки ископ во блиската сегашност и да видиме дали е така. Власта изјави во многу наврати дека никој не смее да го менува името на државата. Тоа се покажа како дезинформација. Власта изјави дека никој нема право да го менува уставот. Тоа се покажа како дезинформација.
Власта изјави дека изборите ќе бидат фер и демократски, потоа падна компјутерскиот систем на ДИК. Власта изјави дека односите со ЕУ соседите ги довела до степен на пријателство. Во праксата односите со нашите ЕУ соседи никогаш не биле полоши. И до денес не знаеме колку и какви отстапки се подпишани пред владите на јужниот и источниот сосед. Власта се уште изјавува дека пред 5 години Европска Унија гарантирала дека утре Македонија ќе биде дел од Европска Унија. Од она што можеме да видиме и чуеме од сите представници на Европска Унија, кои на кој дае начин биле медиумски присутни во последните 5 години, апсолутно е сигурно дека никогаш никој представник на Европската Унија не му уредил на заед ништо такво. Според ова, досегашна пракса, потврдена со синтагмата нова реалност, која се препорачува низ медиумите, ние треба да се навикнеме на секоја власт да го наложува, инаку следат прогони. Изгледа дека синтагмата лажни вести не е производ на нешто кое однапред создава неизвестност, дека тие кои се загрижени само за вистината се главниот извор на лажни вести упорно и во подолг временски период. Затоа, овој собор не е